Па овој турнир е во рамките на УЕФА квалификациите за 11-тото европско првенство за жени до 19 години. Турнирот се одржува во Струмица и Турново со почеток од 15 до 22 септември. Иначе учествуваат екипите на Ерменија, Италија, Австрија и Македонија како домаќин. На турнирот сите надпревари се играат во 15 часот на стадионите на Младост и на стадионите Кукуш во Турново. Стадионот Кукуш во Турново. Исто така македонската репрезентација настапува денеска со Австрија во 15 часот, во понеделник во 15 часот на стадионот во Кукуш со репрезентацијата на Италија и во четврток во 15 часот со репрезентацијата на Ерменија, исто така во Турново Кукуш, стадион Кукуш. Така. Дали е се по ред од аспект на организацијата на овој турнир? Па ние повеќе од 30 турнири имаме одржано овде во Струмица. Гостопримливоста на струмичкиот народ ја знаеме сите дека се многу добри гостопримливи луѓе. Немаме никакви организацијски проблеми, се тече во најдобар ред и се е во рамките на правилата на УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија. Така да не очекувам и овој турнир дека ќе има некаков проблем. Мислам дека се ќе помине во најдобар ред. Со оглед дека македонскиот женски фудбал оди во нагорна линија, лично вашите очекувања од нашата селекција на овој турнир? Па второто место нас секако не води во втората рунда, втората квалификацијска рунда. Се надеваме дека би можеле да освоиме барем второ место. Но и да бидеме и трети не е неуспех, бидејќи сите репрезентации веќе играат фудбал и се е успех само да не бидеме последни. Така. Кои се оние клучни надпревари според вас кои што ќе одлучуваат за таа втора позиција? Па денешниот и во недела со репрезентацијата во понеделник со репрезентацијата на Италија. Така. Тие два надпревари се клучни, сметаме дека од Ерменија сме подобри и мислам дека трети би требало да бидеме, сигурно, меѓутоа најдобро е да бидеме втори. Така. Рековме женскиот фудбал оди во нагорна линија, значи ли дека се омасува овој спорт, станува ли се поатрактивен женскиот фудбал во Македонија, имајќи во преди дека пред известен период овде наша такси исто така постигна еден добар резултат. Добар резултат, да, и користам прилика да им честитам. Мислам дека женскиот фудбал е во подем. Имаме доста млади девојчиња кои сакаат да играат фудбал и играат навистина квалитетно. Сметам дека можеме да постигнеме успеси и понатаму, да се квалификуваме во втора рунда и сето тоа. И веќе во подем има многу школи што се отворија со женски фудбал и во нови градови. Значи се шири работата во женскиот фудбал и сметам дека има потенцијал. Претпоставам дека и Фудбалската федерација дава акцент. Да, ние исто така доста вложуваме во женскиот фудбал, бидејќи самите куќи УЕФА и ФИФА тоа го промовираат. Сметам дека и понатаму ќе продолжиме и нормално како и за машкиот, така и за женскиот, за секој вид на фудбал.